Што се случува со угостителските објекти во Гостивар? Се почитува ли забраната за користење на водата од градскиот водовод? Да, денувива логичен и стравот кај гостиварци со оглед на тоа тука каде што седат во кафе, барови, пицерии, ресторани, бидејќи не знаат каде и кој каква вода користи. Меѓутоа, Агенцијата за храна и ветеринарство, како што соопштија, спровеле 70 вонредни инспекциски надзори тука во Гостивар, во овие објекти кај што ги наброја, во пицерии, ресторани, кафулиња, меѓутоа и објекти кои што служат и прават храна. Кај ниту еден од овие објекти каде што е спроведен надзор, кај сите се почитувале мерките за забрана на користење за водата, односно користели или пакувана или флаширана вода, односно безбедна за користење, така што не се утврдени нерегуларности и кај овие објекти се користели пластични и хартиени чаши како и прибор, така што за тоа не би требало сега да се загрижени, односно кај овие 70 објекти се почитувале мерките според Агенцијата за храна и ветеринарство. Меѓутоа оттаму кажа дека при овие контроли кај 5 оператори утврдиле недоследности околу дезинфекцијата и дератизација на објектите, меѓутоа и не биле спроведени задолжителни здравствени прегледи на вработените кај 18 оператори, а затекнати се 11 правни лица кои не се регистрирани како оператори со храна. Тоа соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство, односно дека во најголемиот дел тука каде што се спроведени инспекции се почитувале мерките за некористење на водата од водоводната мрежа тука во Гостивар. Ние остануваме тука, како што кажа во 16:30 министерот за внатрешни работи, директорот на дирекцијата за заштита и спасување и градоначалникот на Гостивар ќе ги соопштат деталите за тоа како гостиварци ја добија техничка вода до крајот на оваа недела, питка вода веќе до следната. Да, најновите информации од Комитетот за управување со кризи ги очекуваме во Централниот дневник. Тамара Дичовска